По објавувањето на службен весник дека се направени измените и дополнувањата на Законот за земјоделство и рурален развој, од Министерството за земјоделство констатира дека измените на овој закон предвидуваат одложување на важноста на условите за подмирени обврски кон управата за јавни приходи, што изминатата година беше пречка за исплата на субвенциите. Со оваа измена се создаваат законски услови за навремена исплата на субвенциите, меѓу кои исплатата на субвенциите за тутунот од реколтата 2017. Во насока на навремена исплата на субвенциите за тутунот, до вчера, платежната агенција требаше да ги спроведе законските контроли по откупните предпријатија, пошто ќе следува обработка на решенијата за исплата на субвенциите за тутунот. Исплатата се очекува да започне следната недела. Според податоците, зголемени субвенции за тутунот од 2017 ќе добијат над 23.400 тутунари. Со новиот начин на зголемено субвенционирање во 3 нивоа, кој започнува со реколтата 2017, субвенцијата за прва класа тутун е 80 денари субвенција, за втора класа 70 и за 60 денари за трета класа, четврта и класа, како и за дополнителните класи. Од Министерството за земјоделие велат дека целта на новиот модел на субвенционирањето е да се поттикнат тутунарите да ја произведуваат поквалитетен тутун за да добијат повисока субвенција. Тутунопроизводството е значајна гранка за македонското земјоделие, кое што носи девизен прилив од околу 100 милиони евра годишно.